69 текстилни работнички од конфекцијата во Кавадарци се олицотворение на овој 8 март, порача на денешната пресконференција Кристина Ампева од Гласен текстилец. Апелациониот суд Скопје го врати предметот во Основен суд Кавадарци, а со првостепената пресуда 69 работнички беа задолжени поради изгубен судски спор за неисплатени плати да платат 20.000 евра за судски трошоци. Стасана е пресуда од Апелационен суд Скопје, каде што пресудата на Основен суд Кавадарци се укинува, односно се враќа, треба да почне ново судење во Основниот суд Кавадарци. Од тука сакам да им честитам и на работничките и на нивната адвокатка, бидејќи ни сите притисоци кои што минаа, секакви закани од разни центри на моќ, сепак успеа да докажат дека правдата сепак постои во оваа наша Македонија и они мислам на некој начин олицетворение на овогодинешниот 8 март, денот на жената. Сакам да известам јавноста, бидејќи сметам дека е важно, бидејќи ни беше дадена таа чест, бидејќи ние први бевме известени за оваа пресуда и мислам дека е многу важно граѓаните на оваа држава и јавноста која беше згрозена од пресудата на Основен суд Кавадарци, правдата конечно излезе на видело. Таа истакна дека во април е закажано првото рочиште во судот во Кавадарци, на кое ќе бидат присутни за да го мониторираат текот на постапката. Оно што е интересно од пресудата која што стои пред мене, која што ми беше испратена од адвокатката е дека апелација Скопје вели дека, односно им се дадени јасни напатствија на Основен суд Кавадарци и е потенцирана онаа контрадикторност, неразбирливост и нејасност во ценењето на одредбите на членовите и законот, меѓутоа и како тие ценеле за да ја донесат таа срамна пресуда која беше од која што бевме згрозени, особено ние па и целата македонска јавност, а особено работничките кои тогаш им беше кажано дека иако им се должат плати, сепак треба да платат судски и адвокатски трошоци во износ од 20.000 фасцинатни евра. Лани во март, откако Основниот суд во Кавадарци пресуди против работничките и наложи да платат 20.000 евра за судски трошоци, беа организирани неколку протести. По повод меѓународниот празник на жената, Ампева на денешната пресконференција истакна дека и по повеќе од еден век, откако Клара Цеткин и Роза Луксембург повикаа за родова еднаквост, направен е значителен напредок, но сепак далеку сме од првичната идеја за рамноправност меѓу мажот и жената. Се уште работничките во приватниот сектор се соочуваат со тоа што не им се исплатени плати, придонеси од плати, се соочуваат да немаат здравствено осигурување поради некој што сака упорно да биде газда, а не знае како да работи. Значи ние се уште ќе се соочуваме со такви некои, како да кажам, едноставно не ги почитуваат не само работничките права, него не ги почитуваат ни човековите права на вработените во тие фирми. Ампева истакна дека со работа и притисок на невладиниот сектор се подобруваат работите во делот на правата на работничките и работниците, иако тешко ќе се постигне да има совршени работнички права.